Не, генерално, јас сум вака доста ведар и расположен после говорот на Мицковски у Брисел. Он така доста добро на англискиот го извежбал. Малце грешки правеше. Многу малце. Падеж има. Не е важно. Не ми беше јасно само на previous life, на претходен живот некој мисли. Значи тоа допред да биде премиер му е претходен живот, као некој друг живот. Ова му е втора млада живее, да. Да. И ја го приметив тоа, викам, сега до толку да му се бај. Не знам дали Не, беше... previous life така вака индикативно е дека има слаб фонд да зборови, тоа е поднос на англискиот. Значи, тоа не е важно. Не е дека не знае да збори, има слаб фонд на зборови, има проблем со падежите. Не е важно тоа. Значи тоа не е важно. Релативно солиден. Деливеринг не требаше, тамо деливер. Не е важно тоа. Ги слушам јас другите европски лидери се слуша генерално горе-доле у врвот на тие што зборат англиски, пошто сите што идат таму нели кршат јазик. Но претходниот живот и овие параметри кои што он ги кажа таму дека имаме ниска инфлација и така натаму, тоа е по мене порака која што он од таму ја праќа за тука. Да. Бидејќи ќе ја соберат сите вести, сите продолжени раце на пропагандно ниво и ќе експлоатира тука, еве Мицковски у Брисел го кажа тоа, еве водителката не му се спротивстави. Со тоа што они знаат мощно добро дека многу малце луѓе ќе навлезат у извештајот. Ќе ги погледаат деталите и ќе видат дека извештајот и неговата изјава се сосема спротивни. Значи, извештајот воопшто не наликува на неговата изјава. Извештајот навлегува у детали кои што он не ги ни спомнува. И во таа таква поставеност на тој параван кој што го имам према јавноста, идеален изговор е проблемот со Бугарија. Ете, бугарите нас не стопираат, ние сме мала држава, не уценуваат едно, друго, трето. Од поставувањето на бугарите како главен проблем према Европска Унија, луѓето не може да видат и корупцијата, и судството, и застојот у реформи, и лошата искористеност на ЕУ фондовите. Значи има тука една серија на големи проблеми за кои што на нас ќе ни требаат со ова темпо неколку децении да ги разрешиме. Во време кога, еве, пак ќе кажеме, хиджапот се трга во Косово, а наредната година веројатно Црна Гора ќе ги заврши преговорите, ќе ја затвори рамката, а за година-две после тоа и Албанија, ние се наоѓаме во една ситуација, бугарите се криви за све, а целото општество со својата корупција и со својата крива поставеност не само што е во застој, него оди во негативен правец. Така што јас би заклучил дека ова беше изјава на англиски за домашните медиуми. Да. Дечки, управо сте, сгрешив, не е падеж, него е време